кој досега немал директна комуникација со државниот секретар Рекс Тилерсон за утврдување на политиките кон Балканот, посочи самиот пред Комисијата за надворешни работи на Американскиот конгрес. На директно прашање од конгресменот Девид Силицини од Демократската партија, кој беше дел од делегацијата што неодамна престојуваше во Македонија, дали Ји имал можност директно да ја утврди политиката на новата американска администрација кон Балканот, во дискусија со државниот секретар Рекс Тилерсон, Ји одговори дека досега немал можност да го стори тоа. Не сум разговарал директно со секретарот Тилерсон за нашата политика на Балканот, но сепак би сакал да ве уверам дека многу од тоа што го правиме е темелно дистрибуирано, одобрено и прегледано од високите представници на Стейт Департментот, а секако го информиравме и секретарот за нашите активности и планови, особено имајќи предвид дека тој требаше да одлучи дали ќе го потпише или не протоколот за членство на Црна Гора во НАТО, одговори Ји. Силицини на тоа забележа: ќе биде од корист да знаеме дали државниот секретар дискутирал со вас за стратегијата на новата администрација во регионот. Од вашиот одговор ќе заклучам дека тоа не се случило. За време на престојот на Ји во Скопје по одлуката на Стейт Департментот да го признае Талат Џафери за председател на Собранието, тој беше прашан на кое ниво е донесена таа одлука и дали администрацијата на Доналд Трамп е информирана за работата на Стейт Департментот на Балканот. За време на вчерашното сведочење на Ји, конгресменот Дејна Рорабахер го обвини Ји дека Стейт Департментот се мешал во развојот на политичките настани во Македонија, како со помагање на лево ориентирани организации поврзани со фондацијата на Џорџ Сорос, така и со притисокот да се формира влада без ВМРО ДПМНЕ. Како што посочи Рорабахер од дискусијата со Ји, јасно е дека дипломатите од Стейт Департментот сугерирале до председателот Иванов како да постапи во врска со мандатот. Односите меѓу Србија и Македонија не се лоши, но лош е односот на Зоран Заев кон Србија и незините граѓани, изјави потпредседателот на српската влада и министер за внатрешни работи Небојша Стефановиќ. Стефановиќ праша кога била загрозена кариерата на премиерот Александар Вучич, како што тоа го тврди Заев, и каков е тој националистички потек што го направила владата на Србија или Вучич. Започна исплатата на субвенциите за земјоделците. Министерството за финансии денеска започна со исплата на субвенциите веднаш по објавувањето на одлуката на Уставниот суд во службен весник, со која се отстранија законските пречки за исплата, соопшти кабинетот на министерот за финансии. Роберт Мулер е новиот специјален обвинител за истрага за наводна руска вмешаност во американските избори. Поранешниот директор на FBI за време на Џорџ Буш и Барак Обама е именуван на барање на заменик министерот за правда Род Розенштајн, сметајќи дека тоа е во интерес на јавноста. Мојата одлука да именувам специјален обвинител не е доказ дека постои дело или дека е подигната било каква тужба. Одлучен сум во тоа дека посебен обвинител е потребен за да американскиот народ има целосна доверба во исходот од истрагата, рече Розенштајн, кој е надлежен за истрагата за наводни руски мешања во изборите откако министерот за правда Џеф Сесионс се иззеде од случајот заради можни судири на интереси.